Фросина Пармаковска, овогодинешен добитник на наградата за најдобар необјавен роман за 2025 година. Ова утро се јавуваме од Diamond Mall, од книжарницата Литература и првото утринско кафе го пиеме толкму со Фросина Пармаковска и ќе зборуваме за необјавениот роман кој што го носи насловот Кривата Дијана. Фросина, добро утро. Благодарам што ја прифативте поканата ова утро да бидете заедно со нас и со нашата публика. Честитки пред се за оваа награда за најдобар необјавен роман Пегас за 2025 година. Што за вас значи оваа награда и зошто конкуриравте? Добро утро, да ви се заблагодарам на поканата и можноста да позборуваме за романот. Па ова е конкурс, како што кажавте, за необјавен роман. Се случи така случајно, никогаш нема конкурирано за оваа награда заради тајмингот, но овој пат се погоди баш во тој период кога траеше се уште конкурсот, јас да бидам во некоја фаза на финално завршување на роман, го пратив романот и сосем неочекувано беше за мене кога ми јавија дека сум добитничка на наградата. Што за вас значи оваа награда? Па наградата сум кажала во повеќе прилики, од досегашното искуство ми покажала дека книгата стигнува до поголем број на читатели. Тоа е своевидна реклама за секоја книга која што е наградена. Искрено се надевам и во овој случај да биде така. Тоа е тоа е последната цел на секој писател, книгата да стигне до што е можно поголем број на читатели. Носи интересен наслов, Кривата Дијана. Зошто токму Кривата Дијана? И која е темата и идејата на овој роман? Да, Кривата Дијана е насловена по ликот, еден од ликовите во романот. Мислам дека ќе откриам многу ако кажам зошто, но ќе кажам има еден поднаслов романот, роман за верижната вина. Всушност, таа е централната тема на романот, кој што ја третира колективната вина, колективната траума, начините, механизмите како се справуваме со секојдневието, особено еве кај нас. Јас лично бев под силни импресии на трагедијата во Кочани и ние писателите, тоа пишувањето не е најдобар механизам да се справиме со реалноста. Не е сепак овој роман за таа конкретно трагедија, ниту за некој дневно политички настани, но го носи печатот на нашето живење. Некој што живее тука ќе може да го препознае контекстот, времето и сите тие ознаки кои што може да се видат во романот. Значи тоа е траумата, личната, колективната траума, вината, личната, колективната вина, како може една лична грешка да се претвори во нешто многу големо, од големи размери да има силен ефект низ целата средина, низ целото општество и секако начините како да се справиме со тоа. Фросина, овој роман Кривата Дијана се уште не е објавен. Доправа ќе го пречека ќе го дочека објавувањето, ќе има промоција и ќе се издаде во издание на Арсламина. Кога отприлика очекувате да излезе на виделина овој роман? Па да, јас колку што знам, романот ќе биде наскоро, есенва. Секако е во завршни подготовки, не од моја страна, туку она што се однесува на печатење и слично. Според најавата треба да биде на самиот почеток на месец декември. Тогаш би било и врачувањето на наградата и до тогаш ќе биде излезен од печат романот. Ете, јас го чекам со нетрпение. Што лично Фросина сака да чита? Која литература ја преферирате? Па во различни периоди, различна литература. Ова ми е едно од најтешките прашања за одговарање, омилена литература. Немам омилена, сакам многу автори, многу различни книги. Моментално читам некои ракописи од наши македонски автори, кои што доправа се надевам дека ќе имаат свој печатено издание. Кривата Дијана ќе излезе на крајот на декември. Што се планира потоа за почетокот на 2026 година? Дали можеби нешто пишувате во моментот? Не пишувам во моментот, но да, во план исто во соработка со Арсламина една сликовница. Тоа ми е
прва сликовница, прва ете книга за деца. Тоа е многу убав проект, јас сум дел од тој проект, кој што едицијата се вика Големи зборови за мали уши. И треба некои посложени зборови, низ приказна да им се објаснат на децата. Многу успешен проект имаше досега за поимите традиција, идентитет, градоначалник. Мојот поим е екологија, така што и таа приказна е напишана, илустрирана и во секој момент треба да излезе. Овие две работи некако паралелно се движат, а потоа можеби ете малку ќе оставам да ми легне сето ова, па се до моментот додека не се појави некоја нова идеја. И пред самиот крај на разговорот да споменеме дека што току се вративте од Сараево, каде што присуствувавте на еден книжевен настан. Да, на книжевна резиденција во Сараево, па тие се резиденциите дизајнирани за да ни се отворат нашите видици, да запознаеме друга култура и сето тоа некако се примени во творештвото на еден писател. За мене беше многу добар тајмингот за оваа резиденција, за која што имам аплицирано од многу по неколку месеци, година можеби претходно, но со завршувањето на овој роман беше завршен. Таму јас ги правев оние последни читања, евентуални корекции, така што беше работно, така имав доволно време да го истражам градот, да прошетам во околината и така. Исто сама за крај, една порака до читателската публика. Па ете, ќе порачам да читаат македонски автори, навистина има одлична понуда, свежа македонска литература која што може да биде исто онолку, ако не и поатрактивна и дури од светска литература.